Се чинеше дека во сето зло што пандемијата го донесе на човештвото, најмали последици ќе има германскиот салон на автомобилите ИАА. Тој се одржа непосредно пред короната да зачука на светските порти, во моментите кога организаторот веќе ја беше започнал процедурата за промена на неговиот формат. Во такви услови тој ја следеше новонастанатата ситуација и се прилагоди на неа. Во очекување дека до терминот за негово одржување овој септември нешто колку толку ќе се вратат во нормалниот колосек. И навистина ќе беше така да не беа сенките на рестрикциите толку долги. Најсилниот удар за иднината на ИАА пристигна оттаму од каде најмалку се очекуваше. Домашната автоиндустрија, која е негов традиционален сојузник, започна да се премислува. Првите лоши вести ги испрати Volkswagen, кој објави дека во Минхен нема да настапи во целиот состав, односно дека ќе ги нема Шкода, Сеат и останатите помали брендови. Причините не се елаборирани, но нема потреба да се претпоставуваат. Иако веќе е време да потврдат, добар дел од производителите се уште се немаат изјаснето. Надежите на организаторот не спласнуваат, но известно е дека примерот на Volkswagen ќе го следат и други. Досега позитивно за своето учество одговорија само Toyota, Renault, Hyundai и неколку кинески брендови. Заради тоа сега никој не сака да го побара одговорот на прашањето дали ИАА после напуштањето на Франкфурт ќе замине во историјата.